Сакате ли да патувате со воз до Белград, Приштина или Солун? Најдалеку што можете да стигнете до границата е тука во Гевгелија, најјужниот македонски град. Веќе некое време се укинати меѓународните патнички линии, но најавени се повеќе инвестициски проекти за подобрување на железничкиот сообраќај. Македонската влада ја потврди посветеноста на изградба на брза пруга од северната до јужната граница, што ќе чини најмалку 2 милијарди евра. Владата ќе бара пари од европските партнери. Од градежен аспект не постојат никакви ограничувања за реализација на таа брза пруга. Сепак, коридорот 10 како таков со постојната негова траса не може да се реализира баш во целост. Потребно е да има некои измени. Коридорот 10 е еден од најзначајните во регионот, не само за превоз на патници, туку и за меѓународната трговија. Голем е интересот за поврзување со брза пруга на Будимпешта и Белград со пристаништата во Солун и Атина. Но за сега најголема пречка за овој коридор е македонската траса, поради децениското запоставување на железницата. За сега се разгледуваат 3 опции за изведба на трасата по или околу Вардарската долина. Сепак брзата пруга има строги геометриски карактеристики кои што мора да бидат запазени. Во моментов за идеална рута не можеме да зборуваме затоа што повторно велам треба да се направат најпред тие претходни анализи кои што би покажале која од варијантите би можело да се смета дека би била најисплатлива за да се продолжи најисплатлива и за реализација и од финансиски аспект и од градежен аспект. Не би сакал до тоа да дојде и не би сакал да размислувам во тој правец, но дајте прво да ги вратиме патниците на овие постоечки железнички пруги кои што ги имаме со таа брзина помеѓу 100 и 120 км/ч, да ги вратиме во функција, а во исто време да се продолжи со таа модернизација која што вклучува и брза пруга која што навистина би била доста популарна. Брзата пруга од Будимпешта до Атина ќе поминува низ 1500 км железници со просечна брзина од 160 км/ч. И додека се преговара за еден од најзначајните геостратешки проекти, македонските патници и натаму се надеваат дека нивниот воз барем ќе ги одведе до крајната дестинација.